Добар ден, драги гледачи. Денес ќе ви покажам еден интересен експеримент кој можете да го направите дома. Ви треба бакарен сулфат. Бакарен сулфат, исто познат како син камен, се продава во земјоделските аптеки. Тоа е всушност, сега ќе ја напишам формулата. ЦУ е за бакар, скратеницата хемиска. Тоа е СО4 на сулфурна киселина, киселинскиот остаток. Значи, бакарен, бидејќи бакар, сулфат. Ова е јонско соединение, што значи дека има јонска врска помеѓу овие два дела, како да речем. Металниот јон има позитивна, а киселинскиот остаток има негативен полнеж. Што значи дека кога ќе влезат во раствор, двата јона се одвојуваат. И што ќе направам јас тука всушност е ќе додадам на бакарен сулфат, ќе му додадам киселина, хлороводородна киселина. Ќе ви покажам сега. Тука е бакарниот сулфат. Еве едно парче. И што ќе му направам е се извинувам момент. Ќе исчистам после до режија и ова е обична вода од чешма, не е дестилирана. Како што можете да видите, водата добива синкаста боја, тоа бидејќи бакарните јони обично имаат некаква синкаста или зеленкаста боја. Уште вода ќе додадам. Не пробувам сосема да ги растворам, само делумно. Сега солна киселина. Солна киселина е всушност најчесто се користи како име за разредена хлороводородна киселина. Милилитри. Што ќе сториме? Ето така, 140 и нешто. Бидејќи е разредена киселината солна, не е многу опасна, затоа вака слободно со шишето мафтам, што би се рекол. И сега може да забележите промена на бојата. Да видите? Како што може би забележавте, има зелена боја. Тоа е поради формирањето на бакарен хлорид и така натаму и така натаму. Тоа е